Исус, Исус и само Исус. Сета слава му припаѓа нему. Но, да се вратиме после се што слушнавме вечерва за нашиот Господ и Спасител Исус, да се вратиме на оние човечки прашања, кога излегуваме одовде и си ги поставуваме и ќе кажеме, а што е со другите? Што е со будистите? Нели се тие од Бога? Нели веруваат во Бог? Што е со муслиманите? Што е со египјаните? Што е со сите народи по светот? Дали нивната вера исто така не е исправна и во што треба да веруваме? Односно, што треба да почитуваме, што треба да отфрламе, каков став да заземеме после сето тоа кога ние кажуваме дека сме христијани. Меѓутоа, за да зборуваме со увереност во она во кое што веруваме, како што рече нашиот епископ, треба и да го познаваме. А го познаваме преку Словото, преку Библијата. Вистината, драги пријатели, е само една. Не може да има многу вистини. Дури во секојдневниот живот, кога нешто комуницираме едни со други, кажуваме различни тези и така натаму, секогаш се сведува на тоа вистината е дека е само една, но од истото ние луѓето знаеме да направиме многу варијации. Имено и во развитокот на човековото општество, кога нели човекот отпадна и го прими гревот за свој пријател преку Адам, човекот измислуваше разни божества, религии, работи во кои што почнуваше да верува, односно да верува во нешто што не доаѓа од Господ. Имено, вие знаете, луѓето во одреден временски период верува во Буда, во Кришна, во Амора, во Маоце, во Мухамед и така натаму. Меѓутоа, еве ние како христијани или како луѓе кои што трагаме по вистината, да видиме што тие учења проповедаа и кој е резултатот од тие учења. Вие знаете дека сите тие учења проповедаат, во основа ја проповедаат љубовта, духовниот развој на човештвото и нудат на луѓето различни начини како да се спасат, како да влезат од смрт во живот, како да примат вечен живот и така натаму, па нудат разноразни медитации, изолации, молчење, повлекување од светот, повторување одредени афирмации, работи кои што тие сметаат дека се верни, за да човек премине од смрт во живот. Но, дали тие луѓе што ги напоменав и што го проповедаа сето тоа, дали имаме доказ дека тие денеска живеат вечен живот? Тоа значи, ако нема таков доказ во човештвото кој што ќе потврди дека сите тие луѓе денеска се во вечноста и заради тоа што го проповедале би требало нив да ги следиме, тоа значи дека нивното учење нема валидност. За нас, за луѓето кои што нашата надеж сакаме да ја положиме на Господа и бараме како луѓе докази низ кои што ќе ни се потврди дека она што велиме дека Исус ја победи смртта и вечен живот ни подари, дека навистина така и се случило. Сега, кој е Исус? Која е разликата меѓу сите овие луѓе и Исус? Нашиот епископ напомена дека Исус е 100% Бог и 100% човек. Како тоа? Уште во самиот почеток, ако сте ја читале книгата Битие од Стариот Завет, ќе видите дека Господ зборува во множина. И вели, ние направивме, ние извршивме. Тоа значи дека ние веруваме во троединен Бог, кој што е еден Бог, но се пројавува во три личности, има три манифестации.
Тоа се Отецот, кој што е создател на се видливо и невидливо, Синот, кој што го испрати Отецот преку Духот Свети, третата личност, да дојде на земјата за откуп на нашите гревови и да не помири со Бог Отецот заради гревот во кој што влеговме, тоа е Исус, неговиот возлюбен, единороден Син, значи втората личност од Светото Тројство, и третата е Светиот Дух, тој е нашиот утешител и помагач, оној кој за 10 дена од воскресението Христос го испрати на земјата за да биде наш помагач, утешител, водач, се додека Христос повторно не дојде да не земе да живееме заедно со Него во небесата. Што е разликата меѓу Исус и сите тие луѓе за кои што ги спомнавме? Имено, кој од сите тие луѓе што ги спомнавме се понижи до степен да им служи на луѓето, да ги исцелува болните, да ги утешува скрушените, бедните по срце, да наговести ослободување на заробените, да ја најави благопријатната Господова година и сето тоа не на збор, туку покрај на збор да го проследува и со знаци и чуда. Нашиот народ вели, кога за некој се прави многу паметен и зборува, вели, не ме гледај што правам, гледај ме што зборувам. Или обратно, значи гледај ме што ти зборувам, но не гледај што правам. Имено сите тие луѓе кои што се обиделе во развојот на човештвото да пропагираат некаква религија, себе си да се представуваат за богови или другите да ги представуваат како богови, пророци и така натаму, всушност сето тоа учење паѓа во вода затоа што истото не го манифестирале со знаци и чуда кои што во нашиот случај траат до ден денеска. Имено, сите ние сме тие живи сведоштва кои што Господ Исус не повика од темнината и не воведе во неговата чудесна светлина и денеска ние сведочиме за тоа дека ние сме плод на таа, како што зборуваше и нашиот епископ, воскресенска сила, зашто во Словото вели Духот кој што го воскресна Исус од мртвите, ќе ги воскресне и вашите смртни тела. Но ние треба да поверуваме во тоа, за да тој Дух Свети се насели во нашиот дух и да го оживее нашиот дух и нашите смртни тела да бидат запечатени за тој воскресенски живот кога Исус ќе дојде повторно. И сега да ги видиме доказите, да видиме кој беше тој човекот Исус, кој се разликува од сите други кои што се обидувале или и денеска се обидуваат да нудат спасение, кое што на вистина не доаѓа од Бога. Во Филипјани 2:6-11 читаме: Тој, Исус, иако по својата природа е Бог, не ја искористи својата еднаквост со Бог за да приграби нешто за себе. Напротив, се откажа од тоа и стана слуга. Се роди во човечко тело и живееше како човек. Замисли, Бог реши, одлучи по волјата на Отецот да го прати својот единороден Син во тело и да живее како човек. Зошто? Како човек тој се понижи, остана покорен и по цена на својот живот и понизно умре распнат на крст. Зошто? Затоа Бог го воздигна и му даде име поголемо од секое друго име. Пред тоа име, пред Исус, сите суштества на колена ќе клекнат, небесните, земните и оние под земјата, и сите отворено ќе признаат дека Исус е Христос Господ. Тоа ќе му донесе слава на Бог Таткото. Од каде сме сигурни и понатаму за сето ова? Ако копаме во Библијата, одговорите доаѓаат сами по себе. Вие знаете, кога Јован Крстителот го крштеваше Исус во водата, во реката Јордан, и кога Исус излезе од водата, над него се спушти гулаб
и се слушна глас од небесата кој рече: ова е мојот син, мојот љубимец, со кого наполно сум задоволен. Тоа беше гласот на Отецот, а гулабот го символизира Светиот Дух и затоа нашиот народ вели овој празник се вика Богојавление. Зошто? Затоа што Бог се јави на земјата на едно место во сите три личности, манифестирајќи ја својата сила и велејќи и сувереност и велејќи во ова е мојот љубимец син со кого сум наполно задоволен. Што значи за тоа за нас? Ако Бог рекол тогаш дека покрај сите претходни посланици, пророци, духовни луѓе кои што доаѓале на земјата и правеле нешто водени дали од Бога или не, сега вели го пратив мојот единороден син во кој сум наполно задоволен. Па можно ли е, ако е така, тогаш Господ да праќа и некои други зарем неговиот син кој што го прати за спасение на човештвото не ни е доволен? Па за 500 години, например, тогаш да прати некој друг пророк, например, и да каже, некој да кажат, ова е последниот пророк што дојде после 500 години, или некој што дојде, што дошол можеби сега пред некое време. Да, некој тоа би го рекол. Но, во Исус, Бог, Отецот, ни покажа дека е целосно задоволен. И кога ни збореше епископот за една од работите кои што Исус ги кажа на крстот, што рече? Се сврши. Тоа значи дека се исполни. Сега ние, преку Исус, можеме од робови на гревот да бидеме деца на слободата, деца на посинувањето, деца кои што го примат, ја примат светлината, зашто Исус вели, јас сум светлината на светот. Секој што ќе биде мој следбеник, ќе ја има животодавната светлина и никогаш нема да талка во темнина. Зарем тебе тоа не ти е доволно? Да го имаш Исус и да го следиш Исус и да ја имаш таа животодавна светлина која што секогаш ќе биде со тебе и нема да те напушти за да одиш во темнината. Но, за сето тоа да се реализира во твојот живот, за да бидеш сигурен дека навистина ти си го примил Исус во своето срце и навистина ќе примиш вечен живот, во Словото вели дека треба нешто да се исполни. Во Римјаните 10 глава 9-10 читаме: ако со својата уста го признаеш Исус за Господ и ако во срцето свое поверуваш дека Бог го воскресна од мртвите, ќе бидеш спасен. Значи, ако со устата кажеш дека Исус е Господ, ќе кажеш, и ако во срцето поверуваш дека Бог го воскресна од мртвите, ќе бидеш спасен. Што ти треба повеќе од тоа да бидеш спасен? И како што спомнавме и порано во денешниве проповеди, твоето духовно патување, твојот живот со Исус почнува во тој момент кога ќе го исповедаш сето тоа, ќе ги покаеш гревовите, ќе бидеш крстен во вода за простување на гревовите и така Духот Божи ќе се насели во твојот дух и ти ќе станеш што? Што вели во Јован 1 глава 12-13 стих? А на сите кои го примија им даде власт да станат Божји деца, на оние кои веруваат во Неговото име, кои не се родија ниту од крв, ниту од телесна поход, ни од волја на маж, туку од Бога. Алелуја! Со тој чин на исповед на твојата вера, ти всушност го возобновуваш твоето заедништво со Бога. Она што ти беше одземено од ѓаволот, она што не можеше да го примиш од Бога, со таа твоја исповед ти се враќаш во заедништвото со Бога и можеш што? Да општиш со Бога. Да комуницираш со Бога. Како? Преку молитвата, која што не е едностран монолог,
изречен колку да се каже религиозно, туку е разговор со Бога, преку која што ти му ги искажуваш на Бог сите твои болки, потреби, слабости, сите твои копнежи во срцето и си сведок дека Бог одговара на твоите молитви.